да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мор. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори плача. Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мор. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори плача. Плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мор. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори плача. Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мор. Со тебе ли средба имам, срце не ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори плача. Душа гори плача. Добар ден. Јас сум Мишко, а ово е емисијата Времето на Сител 2 телевизија. Од сега па натаму ќе не гледате секоја недела у 3 по саату попладне. Оваа емисија ќе биде наменета за стара музика, стари настани, кои ќе ги обработуваме и заедно со ваша помош ќе се трудиме да бидеме што поинтересни. Темите ќе бидат најразлични и секоја емисија ќе си биде сама за себе целина. Надам се на ваша искрена соработка да го направиме оваа емисија се што поубава. Па ајде да почнеме со нашата емисија.
si me. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam jaz. Ti velela deka nogu baram. O baram, baram, no nemam. Па, драги мои, да ви кажу некои случки од старо време, од Кратово и од околината. Значи, едно време живеал си дедо Гиче. Дедо Гиче живеал у Мушково, кратовско село Мушково, и сирома човек. Што да ви кажу? Многу деца, сиромаштија невидена, малку нешто стока си чувал, копа компири, обработуе ги, се тој, значи, дедо Гиче си тера работа, полачка. Сиромаштија. Стасат компирите, обере компирите, товаре си он полачка на коња што имал и правац у полето у Свети Николско. Поле што да ви кажу, еден пут тука работа. Бастун да баснеш, ќе искара лисија, абе, тоа е убавиња. Зинало, понека тамо рјаш пченица, бостан, абе, што сакаш, убавиња, брат, убавиња еден пут. Наш дедо Гиче иде тамо, продаде компирите, купе жито да смела да му јада деца, знаеш како е. Товаре он житото и гледа коњо криве на едната страна. Ајме, земе од бостанов скине, ставе на едната страна, мајко му се коњ криве на другата страна, земе стае друга лубеница на тај страна. Мајко му пак криве. Те тигате газдата тамо, Стопано шо бил на овој. Абе, дедо Гиче, па шо не стаеш камен, вика, па да не криве коњо, стај камен. Бре, рече дете, камен. Камен на глава да ти стоje. Кому да му текне? Камен. Он, деца не му виделе лубеничка да се засладат малку душе, да си засладат, он камен ќе носе, малку камен ќе упаним. Ајде, си видиме. Zamisla kako se kokaš, zar taka minila stata, sama ne ja da ja puštam jas. Ne, 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 hej, ne. Da igra me draga, učeničke mala, koja sega ti je smešna, Ode oči gledam blesotla, ja sakam malku twist, malku slow, malku mambo, malku rock'n'roll. Hej, 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 hej.
со иста мисла како секогаш, зар така мила, сладка, сама не ја да ја пуштам јас. Не, не, не. Лелjuka moja slatka, učeničke mala, nema tajni veće u ovoj vek, oči će ti rečam сега се, не е tajna veće дека јас те љубам, дури моите соној неќум да те губам. Не, не. Денеска е убав ден, празник, Света Тројца, многу са биле сабале у црква, запалили са свеќичка за здравје, за све, биле са на собор многу, па јутре ќе кидат у Шлегово, понеделник Света Тројца се славе, цело село га славе, селска слава. Таму они прават многу убави сарми од лозов лист, топки ги викат, а плюс па и ќе има понешто, некој јаренце ќе има такви работи. Така да не е на одмет јутре да се отиде малку и до Шлегово, да се тркне да ги посетиме нашите драги шлеговци. Они се многу добри домаќини, супер се. Поздрав до шлеговците, да не забравам. Супер се они. Драги мои пријатели, еве се наоѓаме пред хотел Кратис во Кратово на кафе пауза и кафе дружење со господинот Цветко Тонев од Кратово и ред е да го представиме. Добар ден, господине Тонев. Добар ден. Представете ни се кој сте? Па видите, јас сум Цветко Тонев, Добро. роден кратовец. Така е. Целиот живот го живеам тука во Кратово. Ќе ве молам на кратовски, нема потреба да збореме ове. Така е. Добро. Вработен сам во Централно кооперативна банка во Кратово. Сопруг, татко на две машки деца, од кои едниот е веќе женет. Машала. И така. Браво. Поздрав до вашето семејство и поздрав посебно до теткатина, што го познавам, и специјален поздрав до теткатина. Благодарам, баш ми е чест што ја поздравувате и мајка ми. Моментално е и еден од најстарите жители во градот во моментот. Нека и даде Бог уште многу години да биде со нас жива и здрава. Благодарам, да бидете живи и здрави. Фала. Пошто се знаеме многу време, па мислам дека е глупо да се персирамо, па најубаво било да збореме на ти. Дали се согласувате? Секако. Фала ти, Цветко. Значи да почнеме опуштено да си разговарамо. Еве нашиот времеплов вртемо га и застана на 60-тите и 70-тите години од 20 век. Па сакам како ние дел од тие генерации, значи на кратовци, па може и за другите важи исто тој од другите градови, да се посветиме малку на животот на младите, како се забавуваја, како живееа, како им идеше КЗЖ, популарниот наречен културен забавен живот у тој време у Кратово. Па ќе ве молам да дајате едно ваше видување, како беше тај време. Па, видете, поминаа многу години од тој време, али многу сладко се сеќавам на тие времиња, кои беа за мене многу убави времиња. Младоста ја поминувавме на корзото во Кратово, на игранки кои се одржуваја у Кратис и тако и наречената Тасева кафана. Сега што се наоѓа пабот, енглескиот паб? Да. Сега е таму пабот и таму се прво одржува игранките. Игранките беа организирани од
музичари од Кратово кои си има формирано своји бендови и си свира. А која музика највише се слушаше у тој време, мислу највише се пушташе на игранките и како беше редоследот на игранките и играњето, мислу и подетално за игранките да ми објасните? Па видите, игранките почнуваја с весела музика. Тај весела музика викамо рок. Да. Значи почнуваше со рок, танго, валцери, јенки и и така натаму. И на крај по една грчка се завртеше овој и една македонско оро, како што ме служи секањето. Мислам дека сме млади. Да, такој. Обавезно имаше и грчка музика. На крајот на игранките имаше и една игра која се викаше Банацко. Да? Банацко, тоа е, например, како играт паровите и се менја паровите. Еден со друг си ги менја партнерките и паровите и мислам дека дружбата беше на големо ниво, без... Да. Значи не е како данаска да се разменуваат боксови, него так беше... Ние си ги разменуваме партнерите. Доста добро. Па добро, нели имаше тој, кога што се сеќам, сини вечери, избори, тој беа претежно зимско време, некој па имаше и летно време, значи имаше зимска убавица, летна убавица. Тој претежно беа за време на распустите, кад младите беа послободни. Па видите, секоја сезона си имаше своји случувања. Бираше се зимска убавица, се бираше летна убавица, па се правеа оние сини вечери на кои се организираат тие избори на убавици. Меѓу другото, не само што се организира сини вечери за младите, и се организира и други културни настани во градот. Например, се организира ловечки вечери, се организира возачки вечери на кои и постарите жители од градот можеа да учествуваат во тој забавен живот во градот. Сега, феноменот на Кратовското корзо, кој за жал више замира, може да ми кажете нешто повише за нашето корзо? Морам да кажам една работа. Коцката што се наоѓа у чершијата у Кратово беше порано многу порамна. Така е. Ке прашате зашо? Затоа што многу газевме на корзото. Корзото беше препуно со млади луѓе. Почнуваше негде навечер од 6 сата па до 10. Тога порано се завршуваше забавниот живот. Порано се прибира по дома младите, значи од 6 до 10 сата корзо си имаш. На тој корзо си имаше одредени места на секое друштво кое си стоеш, на кој се забавуваше, па се помешува и од други друштва, правеа се шали и тако се живееше. Моментално ми падна една идеја, кад дојдеа девојки од страна на летен распуст, па нели тој... Тој беше најголемиот проблем. Сите трчеа му по нин, кој да фате скопско девојче. Да. Так забравам на сите наши девојки и сите трчеа му повеќе. Што беше голема замерка од нашите ценети и почитувани кратовчанки. Ама не ни се љутеа по нивното заминување, па си продолжуваме со нив. Цветко, наметнуе ми се оваа тема, сега зборимо за музиката, рок музика, па ева имамо многу, за жал, позабаравени музички numeri и групи како Бис-Бес, како Конкорд, како што еве сега послабо се слушат младите, гледам по модарство, слушат некои си техно, мислам секоја младост носи своето. Дали се сеќавате на тие наши прекрасни изведи, мислам, почнувајќи со Бис-Бес? Па, видете, Бис-Бес е една од најголемите рок групи во Македонија.
ги слушамо нашите македонски рок групи, но повеќе се слуша ју рок групите, екс-ју групите, да, што имаше поголем, поширок репертуар на песни и така. И во секој случај многу убаво беше. Многу убаво беше, морам да се согласам, зашто и ја ипак спаѓам у тие генерации, па другар тоне многу ми беше драго, уствари и сети се сега за нашиот Ерџан покојан, кој беше еден синоним за музиката, за забавната рок и поп музика у Кратово, кој за жал не е више меѓу нас, ама редно е да се потсетимо на овој. Нека му е вечна слава, Бог да га просте, и Светко. Сакам и ја да се заблагодарам за целиот негов музички живот што го е дал у градот. Не само Ерџан. Тука имаше две ривалски групи во градот. Едните се вика Кратофлекси, едните се вика Лагуни. Во Лагуни беа Ерџан, Миле Андоновски, Орци Закиев и не знам кој друг беше, додека во другата група Кратофлекси беа Кире Мирев, покоен сега и тој, Скендер, Зоран Попетров, викан Дзико, Стефче Симонов, Дрнев и така. Значи, целиот забавен живот за тој време се одржуваше, се организираше со тие две групи. Остана ми уште едно прашање за крај. Плажата која ни беше тага, тој беше една посебна приказна, една плажа направена со работна акција и со вади и тој вировите што беа покрај реката, да ми кажете за вашето искуство на градската плажа. Да се извинам. Па пред секоја сезона прво се собирааме ние младите за да направиме припреми за плажата. Тоа беше направен еден базен во самото речно корито на Кратовска река, која водата се донасаше со направена вада наречена, место денес ги викат цевководи идат, тогаш немаше цевки, вада направена у самата скала и по природен пат доаѓаше водата у самата плажа и тако се пунеше плажа. До плажата имаше и повеќе вирови. Например, Турски вир, Кундура вир, Каца вир и тако. И таму се собираамо. Зашо плажата не беше голема, па некои на плажата, некои у вировите и тако ни поминуваше. Ама никој, извини што те прекинувам, никој не остануваше да не знае да плива. Постарите ќе те фрлат у вода и сакал не кел мора да се научиш да пливаш. Па такој беше, сите од Кратово немаше некој да не знае да плива. Од тука искучија и пливачи, организираа се линденски средби, на кои линденски средби имаше и пливање, меѓу другото. Имаше ракомет, имаше одбојка, имаше фудбал, а тие линденски игри се одвиваат помеѓу Кратово, Крива Паланка, Свети Николе и Пробишти. И у тие времења имаше многу голема дружба, значи избратимување со градовите, со нивната младина, со они спиеа по другачиње што викамо ние, по куќи спиеа и тој беше све. Такој беше ти. Тогаш немаше ресторан да се приберат луѓето, него секој прибираше по некој другарче од споменатите градови. Па додека беа присутни тука се организира журеви или така наречени имаше приватни клубчиња, ги викамо диско. И се собираамо по куќите, си правевме журки, си гасевме светло при играње на танго. И тој е најубавиот дел од журката. И тој се гледаше песната да биде најголемата, значи сентиш песна, за да биде подлего
играњето танго. Тачно, да ти биде многу убаво. Господине Цветко, ја ви многу благодарам за разговор и беше многу чест и мило што споделимо некои моменти од нашата младост и од една младост што секоја младост е убава, секое време животно е убаво, ама ипак младоста си е младост. Нели ќе се согласувате со мене? Па ја потпуно се согласувам со тебе, Мишко, и драго ми беше што беше изберен ја да учествувам во овај емисија, за да се сетемо на нашата младост, да се вратиме малку назад. Па што викаат старите, прво па мушко. Ова е првата емисија, па надамо се на тоа ќе биде све подобра и подобра ова е наша емисија. Уште еднаш благодарам. Мала.
мене па. Дек бива вицови да се кажуе, плавушите да не се споменат. Еве ја нешто тој запишаци па да ви кажам. Качуе се една баба у автобус и гледа таму плавуша седе на овој и вика бабата: Керко, да се сменемо? Плавушата: па ја да биду баба. Родила плавуша близнаци и целата уилена му мислена. Рече, едното знам од кога е, ама другото. Зашто плавуша става грејалица на сред соба? Па да има централно грејење, брат. Плавуша вика на мајку: мамо мори, мамо сакам га. Мајко: Керко, кажи му. Плавуши у аптека: добар ден. Имате ли тест за бременост? Имамо. А прашањата тешки ли са? Ајде се здраве. Плавуши, стварно супер. Поздрав, до сите плавуши, поздрав.
Водиш по улица, се врта по тебе, а ти така гордо гледаш само пред себе. Довикува свира, позборува горат, а ти си ладна, ладна. Гледам и јас, стојам и се чудам за таква риба, сред ноќ се будам, забележуваш, се живо разпометуваш, а ти си ладна. Високи штикли и црни чорапи се вртам ако треба, и по 100 пати твојот лик ме прогонува, се насмеваш и ми се присторува, сите те гледа за погледа, а ти веќе не си. Сите те гледа за погледа, а ти веќе не си. Ладно. Да ви кажа още една случка, много интересна. Дешавало се негде, тој значи пред земјотресот во Скопје. Еден наш кратовац решил да иде у Скопје малку да купи нешто. Кратово, мал град, малку продавници, нема шо, па да пазари нешто од Скопје. Да. И сак вика, ајде до Скопје, па да го прашам кума Мару, вика, може го наума нешто треба. Иде си он куде кума Мару. Кума Мару, имам проблем, вика, треба да иде до Скопје, вика. Ама дек да преспиу, вика. Сабале автобусу, вика, иде. Додек да стаса тамо 4 сата пут. Додек да пазару, па кад ќе се враќам ја, вика, шо ќе пазару, кад ќе завршу работа. И кума Мара вика, еј, кумашине, абе не ме гале, ја што имам пријател, па тој еден пут човек у Скопје седе, ќе ти прату ја поздрав, еве ти пепеченица ракија, 1 кило, ќе му даеш, вика, поздрав, ќе му кажеш ово од кумата Мара, и он ќе те приме, абе нема проблем. Таман ќе ви се види. Добро. Сабале оправја си човеко полъка, наш кратовац, клај, преку Вускијан, автобусу си иде, макадамски пут, 4 сата путување. Што да ви кажу? Абе мујки, живи мујки. Стаса си он у Скопје, пазаруе цел ден, полочка се му сигурно. Кума Мара чин карнатира кума Мара име бе, кума Мара не е шалата. Тамо при вечерто, негде 8 сато стане. Ваде он, тој од листо, гледа кума Мара напишала, а вика, тамо, Дебар Мало, улица тај, број тај и тај. И он иде, траже човек, најде го адресата и тропа на врата, бам, тете ги скача човек, добро вечер. Рече овој, противи ga кумата Мара, поздрав, и рече, натаму, вие знаете, пасак, Скопјанацо, фала на поздраво, и пред вратата, бам, пред нос затворе му врата. Ај, мајко му, зачудил се овој нашиот кратовац. Дали ја лошо кажа, или овој ме лошо разбира, што е работа? Не знам. А оно ладно време, грч, студено, овој трезе се, есен било. Отиде, шета, и тамо негде околу 11 на вечер, чекај, вика, дај да видя, пак иду, кума Мара ми рече, кума Мара какво? И тропа он на вратата, бам, тете ga овој Скопјанат искаше љутит, и овој, абе ја од кума Мару шо поздрав, нели, па вие знаете какво е. Рече да ве оноду и тебе и кумата Мара. Бам, пред вратата пред нос. Ма не му изгали си нема. Ей, мајко, замисли се овој човек. Мајко му овој като човек бе вика? Не. Он, ја нема да спiju, ќе измрзну, ама и он ќе виде, чекај, полъчка. Шета, цупка, руки дува. И тети ga негде околу 3 сата тако на сабалето.
И памо чука, иде му на врата, и бам, 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 јако. Искача овој, трла очи у пижами, разбушавен целио. И вика, абе, нашиот кратовац, пријател, бе, вика, ја ти донесо поздрав од кума Мару, кило ракија, овој. Ти, вика, исто прати поздрав на кумата Мара, ќе пренесу. Ама едно не ми е јасно, вика. Дали ти ќе дојдеш, вика, да го завршиш таа работа, да не одеш у Кратово, или па ние да дојдеме у Скопје, да не луеш, брат, да не се потризаш. Важно известување. Известува се гледачите на емисијата Времеплов дека имамо фејсбук страница Времеплов Мишко Доневски. Сите ваши критики, пофалби и сугестии се тамо добродојдени. Нашата емисија ќе го има и на YouTube портало за да го гледат нашите у туѓина. Искрено ваша Сител 2 телевизија. Еј, па ви браво ми за спикерите, браво за мене, браво. Ала, ала, ала. На Бога камења не сме фрлале, од други повеќе не сме грешеле. Со
nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, solena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Drvo, istina je, na dole prole živi sme. Čupnivo drvo, čupni tripati, zajedno da sme jas i ti. Kako dečinja во кревет кушнати, не стануваме, а веќе падне. Тоа е ова, ова е тоа, тоа е тоа, тоа е се. Nadvore prole živi sme. Čupnivo drvo, čupni tripati, zajedno da sme jas i ti. Драги мои, овдека е крајот на првата епизода од Времеплов. Надам се дека ви се допаднамо и гледате не и другата недела у 3:30 попладне. Бидете поздравени. Чао! Saka dobiva as, povlekува во право време. Žila saka je, igra je. Žila saka mladi zgodni deca koji igrat i vikat je, koja vrtat i vreskat lomu i izluduva во секое време.